Сега ќе продолжиме со следна наша содржина која што ја подготвуваме, се разбира, за вас. Ке зборуваме за она што сите најверојатно, па не можеби не сите, меѓутоа секој втор со грипот се соочи. Тој стивнува, намалени се бројките на новозаболени, но сепак остануваат препораките кои што ќе ги слушнеме и сега во моментов. Јас би сакала да ја представам, а вие веднаш ќе ја видите, со оглед на тоа дека линковски ќе се искомуницираме со нашата нова добре дојде колешка Викторија Петровска, која ќе биде дел од нашиот тим. Драго ми е што ќе соработуваме заедно. Викторија, и нека е лесен почетокот и нека ти е среќно во добро утро секое утро. Темата ја имаме и се надевам дека ќе ги слушнеме оние препораки кои што на сите ни се потребни. Викторија, добро утро и повели. Добро утро, драга Слободанка. Благодарам за најавата, благодарам за тоа што така ме представиете токму во утринската програма на Добро утро секое утро на Алфа телевизија. Јас на самиот почеток сакам да ги поздравам сите гледачи и ранобудници на нашата утринска програма, на програмата на Алфа телевизија. Верувам дека ќе имаме продуктивна соработка, многу дружби пред камерата, дека ќе проследиме многу важни настани од културата, уметноста, меѓутоа и ќе споделиме убави, значајни, корисни совети и препораки токму до сите наши гледачи кои што ја следат утринската програма. Ние ова утро сме во Институтот за јавно здравје, имено токму со директорката на ИЈЗ ќе проговориме за новиот извештај кој што излезе вчера. Кој што излезе вчера секако за новозаболените од грипот кој што е актуелен во оваа сезона. Јас нема да должам повеќе во оваа најава, ќе се ја поздравам доктор Марија Андоновска, директор на Институтот за јавно здравје, со која што ќе поразговараме за новозаболените од сезонскиот грип. Доктор Марија, што покажуваат податоците, односно информациите од новиот извештај на ИЈЗ? Добро утро и од мене, поздрав до гледачите. Институтот за јавно здравје, како што следите, секоја недела изготвува извештај, се со цел да информира јавноста за состојбата на заболувањето со грип и слични на грип. Така да, како што споменавте, вчера го имавме последниот извештај. Можем да кажем дека вкупниот број на случаи на заболени од грип и слични на грип во оваа сезона изнесува вкупно 9917, и овие бројки ни покажуваат, споредбено со минатата сезона, покажуваат зголемување во овој период, но покажуваат зголемување во однос на оние 15 минати сезони. Во однос на конкретнава недела, бројот на регистрирани заболени е 1708. Во споредба со минатата недела имаме намалување и во споредба со иста во оваа недела во минатите 15 сезони исто така забележуваме намалување. Значи имаме 2 недели поред како што ни се намалуваат бројките, но во споредба со минатата сезона може да се забележи дека бројките оваа година, тоест оваа сезона, се значително поголеми. Говориме за намалување на бројките, меѓутоа што е со пикот на сезонскиот грип, кога да го очекуваме пикот и што да очекуваме во следните седмици, доктор Андоновска? Минатата година, тоест минатата сезона, имавме 2 пика. Така да сметаме дека можеби и оваа година нема да биде само еден пик. Ние очекуваме дека сега во овој период можеби е достигнат првиот пик. Но тоа не значи дека нема да има уште еден. Може да остане само на овој, но може да има уште некој пик. Тоа ние секако ја следиме состојбата и навремено ќе информираме. Секако гледаме дека бројките сепак овие последни 2 недели се намалуваат, што значи дека можеби едниот пик веќе е поминат. Кога говориме за сезонскиот грип, несомнено тука ќе ги споменеме и различните возрастни категории на граѓани, па така и за оваа сезона. Има ли возрастни категории на граѓани кои што и така ќе кажеме се најризични можеби и кои што ќе ги посоветуваме да се чуваат малку повеќе? Секогаш даваме препораки за сите граѓани, но посебно се осврнуваме на препораките кои што се однесуваат на така наречените ризични категории, а тоа се лицата кои што се постари од 65 години, децата, бремените жени, доилките, оние луѓе кои што имаат некакво хронично заболување. Исто така и нашите бројки укажуваат дека она возрастна група
е најмногу засегната, секако и децата помеѓу 0 и 4 години се најповеќе засегнати. Така да овие категории на граѓани треба посебно да бидат внимателни во овој период. Доктор Андоновска, има ли специфични симптоми на овој сезонски грип за оваа сезона и како граѓаните најлесно да препознаат дека станува збор ете за грип, односно како да го разликуваат грипот од некоја друго, можеби од некоја друга респираторна инфекција? Така, симптомите се слични како и секоја година, така и како за грипот, така и за останатите респираторни заболувања. Симптомите што се явуваат оваа година се дека настанува одеднаш. Се зголемува, има зголемена температура, лаксаност, болки во коски, болки во зглобовите, кашлица, може да има затнат нос или да има течење на носот. Овие симптоми можат да траат од 7 дена, но може да бидат и продолжени и да се јават одредени компликации кај одредени групи, како што веќе ги споменавме претходните групи. Како да ги разликуваат? Претежно симптомите се исти како и останатите респираторни заболувања, но затоа препораките се да оние кои што ќе имаат симптоми да се јават кај своите матични лекари, а секако и да дојдат и да испитаат дали се работи за инфлуенца или некој друго респираторно заболување во Институтот за јавно здравје, кој што располага со сите неопходни реагенси. Со самото тоа ќе можат да знаат за каков тип на заболување се работи, дали се работи за грип или се работи за некој друго. Со тоа би можеле полесно да ги примат советите од матичните лекари за терапијата што би им помогнала да го надминат сето тоа. Можеме ли да говориме за превенција, да дадеме совети и препораки како најлесно да се заштитиме од грипот? Превенцијата мора да има. Ние секогаш ја истакнуваме и велиме дека некој ќе каже па сите овие работи ни се познати, ги знаеме, но верувајте дека статистиките покажуваат дека и овие така навидом едноставни препораки доколку се почитуваат, бројките на заболени и ризикот за компликации е навистина помал во тие случаи. Препораките биделе во насока на тоа да се избегнуваат собери каде што има многу луѓе. Доколку е навистина неопходно да се присуствува, тогаш да се носат маска, особено ова важи за сите оние ранливи категории кои што ги споменавме. Да немаат контакт со лица кои што покажуваат симптоми, кои што се веќе заболени, да одржуваат хигиената во својот дом, да ги мијат рацете со само сапун и вода. Нема ништо посебно друго во однос на ова. Додека кога ќе се почувствуваат симптомите, препораките се задолжително да се остане дома, да не се оди на работа и да не се носат децата во градинка и во училиште. Знаете, некои ќе се поминат многу полесно. Симптомите ќе ги поминат полесно, но како што споменав и претходно, овие ранливи категории, секој дома има некој повозрасен. Така да некој детенце или некој човек ќе помине многу поедноставно, ќе го помине заболувањето со помалце симптоми, но ќе пренесе на некој друг кој што ќе помине навистина тешко, па дури може да има и компликации. Затоа препорачуваме останете дома. Но не само за трансмисијата, туку самото заболување на грип или слични на грип бара да се мирува. Значи мора да се мирува за да можат симптомите да поминат полесно, подобро и побрзо, без компликации, што е најважно. Еден несомнено тука ќе споменеме и вакцинацијата како еден чекор во превенција кон заболувањето со грип. Колку е актуелна вакцинацијата, односно колку масовно граѓаните можеби се вакцинираат, што покажуваат податоците? Оваа година вакцините за грип беа набавени на време од страна на Министерството за здравство, но освен овие вакцини и центрите за јавно здравје набавија дополнителен број на вакцини кои што можат да бидат користени за комерцијални цели, бидејќи овие вакцини од Министерството се набавени за ранливите категории, но сепак можат и оние кои што сакаат да бидат вакцинирани да се вакцинираат и во центрите за јавно здравје. Исто така можам да споменам дека оваа година имаме и рекорден број на вакцинирани луѓе. 80.000 беа набавени вакцини од страна на Министерството и
чинам 2400-2500 беа набавени од страна на центрите за јавно здравје. Според нашите информации во Институтот за јавно здравје, вакцинирани се вкупно, значи од двете категории, над 79.000 граѓани. Сметаме дека вакцинацијата е неопходна, особено за раневите категории, и доколку истите се заболат, тоа ќе биде многу полесно и ќе поминат без компликации, што е и практично идејата на сето ова. Обично повеќето граѓани се жалат на подолготраен процес на лекување на грипот, односно велат дека подолго им трае заболувањето со грип. Како оди лекувањето и како оди процесот накратко? Затоа го спомнав дека е многу важно на самиот почеток да знаеме дали навистина станува збор за грип или за некое друго респираторно заболување. Тоа можеме да го одредиме, кажав, симптомите се практично исти или слични, помалце или повеќе. За да знаеме, тие морат да бидат испратени од својот матичен лекар кај нас во Институтот за јавно здравје, каде што ние за 1 час ќе им одговориме за што станува збор, а соодветно на тоа ќе можат да биде адаптирана и терапијата. Доколку се констатира дека некој е заболен за грип, си има специфична терапија која што може да биде дадена од страна на матичниот лекар, освен симптоматската терапија што би ја добила. Има и друга терапија која што би направила репликацијата, тоест размножувањето и на грипот да застане, тоест сите овие работи кои што ги споменавте ке некој трае долго да завршат многу порано. Доктор Антоновска, ви благодарам за корисните совети и препораки и секако најнови информации за сезонскиот грип во земјава, токму за утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Благодарам и на вас за поканата, се надевам дека го задржавме вниманието. Така е, почитувани гледачи, ние полека од тука, од Институтот за јавно здравје и ќе се одјавуваме. Тоа беше директорката доктор Марија Андоновска, со која што говоревме за најновиот извештај на ИЈЗ и за состојбата со сезонскиот грип во земјава. Студио, дали имаме дополнителни прашања пред да се одјавиме? Викторија, ти толку убави прашања постави, односно одлични прашања што се однесува за грипот и добивме уште подобри одговори.